Представници на Сдруженијето на борци на НОП, невладини организации и политички партии положија свежо цвеќе пред споменикот Жена борец во рамки на одбележувањето на Денот на независноста 8 септември. Пред присутните се обрати актуелниот градоначалник на Куманово, кој потсети на зборовите на првиот председател на Независна Македонија Киро Глигоров. Дополни дека во овие 30 години државата имаше подеми и падови, успеси и блокади, конфликти. Тешки години помина и тешки години помина оваа земја и се уште ги живее годините на неизвестност. Носење на мудри одлуки и почитување на различно мислење е нешто што председателот Глигоров го имаше како основа во своето лидерство. Не научивме да ги применуваме сега во политиките. Оваа земја мора да ги почитува различностите, слободата на изразување и демократското право за определување. Без тоа нема држава. Оваа 30 годишнина ни дава за право да кажеме дека немаме друга опција од онаа да ја направиме оваа држава пристојно место за живење. Немаме друга опција освен да го решиме целосно криминалот и корупцијата која што секојдневно не гаси. Немаме друга опција освен да дадеме се од себе за демократски амбиент во оваа држава. Актуелниот градоначалник на Куманово се осврна на 8 септември, кога имал 16 години и посочи дека тој чин за него тогаш била можност да се развива во независна Македонија. Има фелани желба да ги менувам работите, да бидам дел од сонот за независна држава. Но сега, ако прашате некој 16 годишен, каков сон има тој, првиот одговор е да си оди од државата. Поразително за нас. Каков пораз е тоа за секој родител да си го гледа собственото дете, како сака да му замине од родното место. Ние имаме обврска кон младите генерации да ги смениме работите на подобро, а не да оставаме на нив големо бреме за кои не се должни да го носат. Ова е време на големи одлуки. Ова е време кога не треба да седиме на страна и мора да се бориме за подобар живот за сите. Димитриевски упати благодарност до сите досегашни председатели на неколкуте владини состави, како и до сите пратеници во собранието кои овие 30 години служија и се уште служат на државата.